Секогаш кога СДСМ се враќа на власт, се враќаат и проблемите на земјоделците. СДСМ кога е на власт, не само што не одвојува ниту денар за земјоделски субвенции, туку им создава уште поголем товар врз грбот на земјоделците. Загрижените и стручни кадри на СДСМ ниту знаат, ниту пак сакаат да се зафатат со решавање на проблемот со откупот на пченица. Овој пат, господа од СДСМ, немате ниту време за дебати, ниту време за размислување, ниту пак време, како што кажува вашиот министер за земјоделство, дека ќе ангажирате стручни советници да ви го решаваат проблемот со откупот на пченица. Еве ви совет, господа од СДСМ. Го подаривте најголемиот мелнички комбинат Жито Битола на еден ваш така наречен стручен кадар. И не само што го испустивте комбинатот, што го уништивте истиот комбинат, туку ја уништивте и цела Пелагонија. Па, господине министре, ангажирајте го него, тој има искуство на темата. Она што земјоделците најмногу го почувствуваа од владата на ВМРО ДПМН во текот на повеќе годишното владење е тоа дека ВМРО ДПМН секогаш се грижеше и секогаш работеше за нив. Над 1 милиарда евра е сумата која што низ годините беше директно субвенционирана за развој на земјоделството. Земјоделците исто така нема да заборават дека секогаш кога СДСМ е на власт, таа никогаш ниту мрнала, ниту пак ќе мрне со прст за решавање на нивните проблеми.